7 години откако Македонија и Грција си подадоа рака во нивици и ставија крај на повеќе деценискиот спор, граѓаните и натаму поделени за ефектите што барем досега ги донесе договорот од Преспа. Дел од нив велат договорот е добар, но треба да се почитува и да се исполнуваат преземените обврски, како од Грција, така и од Европската унија. Други пак сметаат дека земјава платила превисока цена менувајќи го уставното име, кое сметаат дека еден ден повторно ќе се врати, оти велате свето. Па ништо посебно, освен што изгубивме името, влеговме во НАТО. Европска унија, колку што се сеќавам, беше во тој договор, спагаше да се влезе и во Европска унија, ништо од тоа не се случи. Болката си останува. Кога ќе загубите нешто што ви е основно свето натрешно, и не може тоа да се заборави. И се надевам дека тоа ќе се смени. Како во светот се што се менува и тоа е така. Ке се врати. Македонија ги почитува, они не ги почитува. Тоа е факт. Тоа го гледаме и го слушаме. Од една страна позитивно е, меѓутоа требаше и другата страна да биде тоа што е обечено. Требаше да влеземе во Европска унија и ние како останатите. Искористивме многу со договорот од Преспа, но штета е што тој залед не заврши со отпочнување на преговорите со Европската унија, како што и ни беше ветено, вели новинарот Столе Наумов. Сепак, од денешна перспектива, смета дека Македонија ќе имала далеку подобра позиција во спорот со Грција доколку дошло до договор многу порано. Оти, од 3 децениското статус кво, земјава се изложи на непотребни последици. Се надева дека новата генерација на политичари ќе бидат похрабри во носењето на одлуките во предстојните спорови, па и по цена на својата кариера. Да беа многу похрабри политичарите, можеа многу порано да го решат овој спор за името со Грција. И многу поквалитетно. Например, имаше понуди, имаше можности да не биде ерго омнест. Но тие се спие на увото дека времето работи за нас, да бидат поодлучни, да носат решение, да не чекаат да легне тоа со текот на времето. Очигледно со Грција тоа не легнуваше, туку стануваше, се влошуваше, се полошо стануваше за македонската страна во поглед на можностите што ги нудеше решението на спорот со името со Грција. Договорот во присуство на тогашните премиери Заев и Ципрас на денешен ден во 2018 година во нивици на грчката страна од Преспа го потпишаа министрите за надворешни работи Никос Кодзијас и Никола Димитров, кој денеска беше недостапен да даде оценка за истиот од денешна перспектива и неговото исполнување. За 7 годишнината не се огласија ниту ВМРО ДПМН и СДСМ, туку само од ДУИ, кои порачаа дека се девалвира она што се постигнало на храбар и дипломатски начин. По ова беше распишан и референдум со прашање дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција, на кој гласаа само 36,91% од гласачите, но иако цензусот не беше постигнат, власта го толкуваше како одобрување со оглед дека 91% од тие што излегле гласале за.